Во резиденцијата на председателот секогаш нормално се преговараше кога државата ја водеа одговорни лидери. За жал опозицијата сега за лидер го има Зоран Заев. Ваков одговор понуди председателот Иванов на обвинувањата кои кон него вчера ги адресираше лидерот на СДСМ. Според Заев, шефот на државата е статист со скапо платен потпис за законот за специјален обвинител. Уште една потврда дека првиот човек во државата, председателот на државата, е само статист во македонската политичка сцена. Јас ќе ви кажам вака. Бевме во Страсбур, преговаравме во кабинетот на Хан. Бевме во Брисел, преговаравме во кабинетот на Хан. Бевме во... Това беше јавна слика. Како да ви кажам, бевме овде во Пржино, бевме во резиденцијата на Европската унија. Ако беше се нормално во Македонија, требаше да преговараме во резиденцијата на председателот на државата. Иванов во писмено соопштение возврати, Заев лаже и грубо ја манипулира јавноста. Разрешницата на актуелната политичка криза започна на моја лична иницијатива. По подолг период, без елементарен политички диалог, на 10 мај утрото лично му се јавив на Зоран Заев и го поканив на Советот за безбедност. Тој прифати поканата и учествуваше на седницата во проширен состав. На самата седница на политичките лидери им најавив дека наредните денови ќе свикам лидерска средба во мојот кабинет за надминување на политичката криза. 3 дена подоцна повторно му се јавив за да го поканам тој ден да учествува на лидерска средба во председателскиот кабинет. Зоран Заев побара да се консултира со партијата. Сега го повикувам Зоран Заев да покаже образ и да ја објасни на јавност и на сопственото членство од кои причини не ја прифати поканата да учествува на лидерската средба. Да го потсетам, аргументот што мене ми го кажа е дека не постојат никакви гаранции дека тој нема да биде уапсен врз основа на обвиненијата кои се поведени против него, стои во реакцијата на Иванов. Неговиот кабинет подоцна ги негираше и тврдењата на еден дневен весник, според кој за подписот на Иванов на договорениот закон за специјален обвинител биле потрошени 6.000 евра. Според кабинетот на председателот, цената на летот од и кон Црнагора, каде Иванов беше во официјална посета, изнесувала вкупно 969 евра.